небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Йоу, Миро со ново шоу. Вечер по 8. Слушај. Ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат, спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон, енергија врие и добар вајб се грева, секакви приказни кај Миро има врева, Миро повторно со ново ноќно шоу. Camera, action. Вечер по 8, не знаеш кој сум, кај Миро без цензура, спреми се за бура. Вечер по 8, не знаеш кој сум, од Скопје до Исаро, вечер по 8 со Миро Кацаров. Да, добро вечер Македонија, добро вечер, добри луѓе. Вие гледате новото издание на вашето милено шоу Вечер по 8 со Миро Кацаров. Вечерва или денес е еден убав ден или еден од убавите четвртоци во годината, Велики четврток. Утре е Велики петок или ден пред Христовото воскресување. Јас како верник, за мене тој е еден од најважните верски христијански празници и затоа сакам да кажам дека најубаво треба да се поминува, бидејќи овие празници дефинитивно инспирираат љубов. Ние сме дома со нашите најблиски и го славиме воскресението на Бог. Затоа останете на Алфа телевизија, бидејќи во овие моменти кога славиме традиција, славиме вера, го славиме Бог, ќе славиме македонската музика, а Бога ми ќе разговараме и нешто поинакво, нешто поопуштено кое дефинитивно го правиме тоа најдобро. Секој четврток на Алфа телевизија. Добре дојдете во нашата великденска емисија, дами и господа. Македонски народ е место каде што традицијата, верата и музиката ќе се споат со инспирација и топлина. Така да вечер имаме специјални гости кои што одлучивме заедно со тимот на Вечер по 8 да ги поканеме, бидејќи ова е специјално издание. Издание на еден убав празник кој што се емитува денеска во четврток, нешто после 20:30 и на најубавиот ден во сабота, каде што го чекаме и Христовото воскресение. Затоа, како една дама која што ја почитувам, се знаеме и лично, и една од најкомпетентните дами во политиката, елоквентна, една од најдотераните и најубавите. Потпора на владата на Република Македонија. Марија Митева во студиото! Некако фамилиарно си ја сакаме нашата следна гостинка. Пред неколку недели и месеци ја гледавме во еден нејзин проект и онака дома јас бев ка моите на гости. Моите живеат во Штип и онака си ја оставивме на телевизија, си ја гледавме и си ја слушавме и сите констатиравме заеднички, дал Господ сме голема фамилија, дека е исклучително убава жена, одличен пеач, одлична во тоа што го работи, една од немногумина што е работата што таа ја практикува и жена која што дефинитивно е вистински амбасадор на македонската музика, која станува збор може би за фолклорна македонска музика. Една единствена Елена Андоновска во студиото. Еден пеач кој што е легендарен. Пеач кој што го паметам од моите години кога бев дете. Пеач кој што веќе дефинитивно неговата песна влезе во македонски евергрин. Македонски хит кој што уште многу децени е малце. Уште многу векови, дај Боже, ќе се слуша. Песна испеана токму овој христијански празник Великден.
Пеач кој што никогаш не имав скандал позади него, кој што доаѓа од онаа стара школа на пеачи, како он, како Трајче Манев, како Џон Босе, како Ристо Самарџиев и уште многу, како Драган Карафиловски Бојс, таа клапа на пеачи кои што ги паметиме од тогаш легендарниот Макфес во Штип. Станува збор за еден и единствен Джинес Папаш Джокси. Убаво да се почитуваат вистинските вредности на македонската музика, бидејќи овие пеачи ја негуваат. Зборуваа на македонски, говореа, ги пеа песните на македонски и затоа е убаво кога ќе ми текне дека уште постојат и затоа треба да ги викаме, да ги почитуваме, негуваме. Мене малце да кажам искрено, пошто јас си кажувам на телевизија, тако што ми дома беше малце криво бидејќи Джокси ме асоцира на Великден и си реков едно време, па добро бе ти, зошто например пред Великден? Но ете, ти си асоциација на Великден, многу убав празник. И треба така да немој да се љутиш и да бидеш например малте не суетен кога луѓето ќе помислат на тебе на Великден. Великден е нешто многу убаво и ние, нели, асоциација на Великден е Джокси и песната у 12 кај да си се свири твојата песна и тана. Јас воопшто не се лутам. Да, ама ја така си реков, малце грижа на совест имав. Меѓутоа ќе морат новинарите за овој празник, за таа песна да најдат формула на кој начин ќе го водиме муабетот. А не секоја година да ме прашуваат како настанала песна. Добре, ја не сум новинар, не сум телевизиски водител, презентер, не се таа клапа на луѓе, но дефинитивно да, можеби тоа е новинарски кодекс, можете прашуваат. Ја нема те прашам сигурно. Дефинитивно. Такви прашања кај мене нема нитки имало. Маријам, колку верата ти помага во носење тешки одлуки? Многу. Веруваш во Господ, нормално? Верувам, голем верник сум. Особено Великден ми е еден од омилените празници, самата символика на победата над доброто над злото. Така е. Самата символика на победата на животот над смртта. Така е. Некако ни покажува колку треба да веруваме во Бога и колку искрено е секогаш со нас и во нас. Многу често и динамиката и темпото на животот и она што ни се случува знае да не оддалечи од оние традиционални. Јас сум сам љут на себе кога ќе се запоставам, речам леле, многу долго време немам се помолено, иако ја се молам секој вечер и се крстам пред легнување, но апропо, извините, прекинав, исто динамиката, животот, врските, деца, у дома, хаос, школа и забораваш. И едноставно се оддалечуваме, се чувствувам дека можеби во определен момент сум се оддалечила и гледам да најдам смислата и начинот како да се приближам повторно, иако од друга страна во тие моменти па знам да си кажам една реченица за утаха, тоа ми е дека црквата е секаде каде што газиш, се што зборуваш, се што мислиш, и се трудам некако на таков начин да го компензирам. Добро, тоа ти е добро. Да го компензирам тоа што во моментите кога не оддалечуваат еве овие динамични моменти. Дали во политиката има простор за вистинска искреност и простување? Например, многу пати, еве слушнав една дебата на национална телевизија каде што малте не, еден твој соговорник почна малце и нели да навредува, почна малце и да ти критикува повеќе од тоа што си ако си дама. Дали има вистинска искреност, дали му знаеш да прости затоа што нели во христијанството се простува, затоа што Бог кажал ако ти удар чамар заврати го другиот образ нека ти мавна чамар, прости, тоа е дел од Види, морам да бидам искрена дека до сега во целата оваа, да кажам, мојата политичка кариера не сум се соочила со момент каде што треба некому нешто толку сериозно да простам или да се соочам со ситуација во која што навистина сум помислила во определен момент дека нешто е непростливо. Напротив, се трудам секогаш да сватам дека тоа е дел од работата, да научам да сватам дека луѓето се различни, дека користат различни начини да се представат пред граѓаните. Дали тоа на некој му се допаѓа или не, ние во политиката често велиме ќе судат граѓаните на избори. Тоа е има и оние моменти кога поминуваш на улица, кога се поздравуваш со луѓе, кога си слободен, кога знаеш дека никому не си му погрешил, кога го даваш максимумот од себе и си искрен и честен и некако го чувствуваш и фидбекот кој што го добиваш,
Така што мислам дека и среќна сум што не сум дошла во фаза да имам толку голема состојба на ситуација која што не би можела да простам, но и да имам, мислам дека ќе бидам човек кој што ќе има сила и храброст да каже да простувам, тоа е едноставно нешто што се случило и да гледаме напред, да не се враќаме назад. Одлично, Марија. Джокси, дали музиката може да биде вид молитва? Па таа во суштина е таква. И зависи која тема ќе обработиш. Дали Кратко мислиш... кажано. Да, супер, и го кажа и нема потреба да образложение. Дали мислиш, апропо тоа што го спомнам, дека ние, тоест младите, еве и возрастните, Джокси не асоцира на Великден. Дали мислиш дека е Божја волја да ти ја испееш на убавата песна за Великден? Еве, дали некој си го размислил тоа? Еве, мене сега ми текна слушајќи те тебе и сакајќи да направам некоја најава, спремајќи се ми текна дека може би тоа е пратено ти тоа да го направиш, например. Види, песната е правена у 20 секунди. И музика и текст излезена одедно. Добро. Меѓутоа, на тоа му следи низа моменти од кои јас црпам инспирација за да ја направам песната. Сите тие моменти се врзани со црквата. Да. Катедралата во Селца, има едно место Селца на островот Брач. Фактички од таму ми трга сета таа идеја. А приказката на баба ми и на дедо ми, се морам пак Не, супер, добро, луѓето се подсетуваат на тие моменти кои што може би ги слушале, може би не. Тоа се се слики кои во тој момент излегоа и веднаш се испростила онака како што треба. Нормално дека тука мора да има некоја сила да те влече, затоа што пази. Имам ја песна една која сум ја правил 6 месец. Да, ова направено за 20 секунди, убаво кажа ти, да. А сега ти го правиш ова. Па кажав ја Божја волја. Излегува, значи у момент излегува и музика и текст. Илена, спомнав традиција, спомнав вера, спомнав музика, спомнав љубов. Колку традицијата ни помага да останеме поврзани со себе. Традицијата во верувањето на Бога, патриархалното воспитување, но и традицијата во музиката која што ти ја негуваш. Многу големо, многу содржајно прашање, но во принцип ние сме традиција. Ова што ние седиме овде е фолклор, ова е традиција. Така да ние сме секако директно поврзани. Духовната култура е таа што не води, таа што не поврзува и со она што е апстрактно и недопирливо и не води до она што го живееме денес. Има ли нешто што еве сега ќе си кажеш? Еве размисли ако сакаш ова прашање, што би оставила за тебе? Или едноставно Јас сум човек што го става духовното пред материјалното и секој пат ќе се надоврзам во контекст на она што Марија го кажа претходно. Секој пат му се молам на Бога, ти благодарам што сме живи и здрави и што дечињата ни се живи и здрави. Само сакам да оставам нешто што ќе биде добро за моите дечиња, да они продолжат да функционираат. Ги воспитуваш децата во вервата во Бога, во молитвата на вечер или преку ден, сега зависи кој како, дека молитвата помага, дека двете раце го споат и кога се бара прошка од Бога, дека тоа е духовно и целување така натаму. Често посетуваме и цркви, дури знаеме многу често и да им раскажуваме на нашите дечиња за суштината на духовниот живот. Од кој го имаш наследено? Тоа од баба ти, од дедо ти? Пошто и мене од нана ми, благодаря, баба, мене ми учеше и ми ја читаше Библијата и одна ме наставно него љубовта према Бог ми од баба ми. Расне во патриархално семејство, секако и од родителите, и од моите предци и од образованието. Оној цел образовен процес кој што го поминав во средното музичко како ученик во оддел за традицијска игра и песна, како етнокореолог. Се тоа во една непосредна врска. Традиционалната песна, традиционалната игра, нашата духовна култура,
верата, се е тоа поврзано. Во контекст со молитвите на песните би кажала, имаме ние тука конкретно, директно на терен, женски обредни поворки кои што одат за Великден и кои што пожелуваат здравје, благосостојба и среќа на имаме нели за Божик? Семејствата. Да. Бадникови, така. Бадникови, така е. Василичарски, така е. Водичарски. Така е, и така. така натаму. Да, дами и господа, вие сте на Алфа телевизија, останете со нас бидејќи следува една од неубавите македонски песни отпеани за Великден од Џокси, кој што на дефинитивно сакам да ја запееме сите, кој сака нормално. Јас заедно со Либеро Бенд, ако сакаат и нашите дами, може да ни се придружат. Ова песна е песна која што ја знаат и стари и млади, затоа верувам дека ќе уживате. Останете на Алфа, удобно сместете се, бидејќи Великден е најголемиот христијански празник. На Великден сум се заљубил, на тој голем ден христијански. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Ајде Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Толку народ јас не сум видел, што на Великден се насобра. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Мили Боже, ти ми помогни, кажи каде да ја најдам. Гајди сега, нека одекна од овде па се до небото. Јас со песна ве повикувам, сакам неа да ја најдеме. Јас со песна ве повикувам, така неа ке ја најдеме. Добро дојдовте назад. Ако Игор Џамбазов на времето имаше Натали Грубович, еден на убавите модели. Јас имам мојата најубава моделка од Макс Модос, Марта!
сум со моделиве, Наталија, Марта, ама за жал Иван Јованов ми е останата или наредната, или спортивната хостеса, тоест моделка. Да. Имаме среќата на еден клик, имаме тркала на среќата Државна лотарија на Македонија, каде што е единствената онлайн платформа, но легитимна и регуларна во Македонија за игри на среќа. Сега нашата Натали Груевич или Ака Јованова ќе го заврати, а вие ги кажете само старт и да видиме што ќе имате за добивка. Можеме, Елена, почнуваме од тебе, само кажуваш старт, мојата Натали го стопира тоа. Да. Старт. Колку беше смешен ти така да тоа насмешка, убава сладка. Чекај се. Што доби? Шолја за чај, чекај. Добре. Шолја за чај. Марта, дали може шолја за чај за Елена Андоновска? Да, шолја за чај од Државна лотарија на Македонија Мегавин, затоа што среќата на еден кликам на дефинитивно. Еве, еден гратис поклон. Еј, чадор! Од мене вика Марта, браво. Што е останато све плюс давај. Миро да не си ги зима дома. Джок си повели. Може? Може. Да, во моментов води великденска кампања игри забавувајте се затоа што секој ден е Мегаден од 20 марта до 13 април, секој ден на Мегавин бонуси, добивки, изненадувања. Што добивме? Дуксер. Опа, Дуксер, само скупо. Дали имаме Дуксер? Мегавин, Марта, да. Повелете ти. Дуксерот треба да го облечам сега. Не бре, па ти што ќе облекуваш дома, ќе си го облечеш. Кога ќе сакаш тоа што Кога ќе сакаш ќе си го облечеш и ќе се потсетиш на нас и на благодарам. среќа дека на еден клик Мегавин, Државна лотарија на Македонија, нашиот нов спонзор или покровител. Марија Митева, повелете. Ајде, старт. Види сега што начин да си потпрво, гледај се. Мора и бројчиња да ставиш да ги читаш. Кажав. Не. Ни лево, ни десно, право, па Дуксер, дајте Дуксер на Марија Митева. Ајде, фала ти. Повелете. Па ние сме Зашто такви. само мене волку поклони? Ама па затоа што ќе ми завршиш нешто работа, ќе ти се јавам. Знаеш дека не така? Ти не ми дигаш на мене. Ја негде ќе бараме Марија Митева и викам, слушај, ние се знаеме преку Анита, преку другарка 100 години она и седиме на состанок вечер да договараме гости и ми викаат, бе, она тешко се добива, знаеш, потора. Викам, сјаки веш, не ми дигна стан. Опа се. Така да тешко се добива и ја викам, сјаки веш, ние се дружиме, вака не ми дигнам. Добре. Да. Елена, дали можеме некоја песна од тебе да слушнеме и да уживаме во овие мигови великденски во ова празнично издание? Секако тоа е оно што јас најдобро можам да го понудам на публиката. Сцената е твоја. Ќе уживаме во една многу убава македонска песна. Srede Skopje Vardar vrvi, Vardar reka raspejana. Oj Vardare makedonski, od izvora tur do Soluna. Oj Vardare makedonski, ti ja krasiš Makedonija. Lutirani na junaci, tvojta voda gi lekova.
Моје градој како бисери, ти закитиле брегови, мој Вардаре македонски, од извора дур до Солуна. Мој Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија. Каде Вардар поминуваш, среќа радост донесуваш. Мој Вардаре македонски, од извора дур до Солуна. Мој Вардаре македонски, ти ја красиш Македонија. Марија Митева, дали Великден те потсетува повеќе на личен или на колективен нов почеток? На колективен. Како? Сите го празнуваме. Така. Ни значи многу на сите, барем на поголемиот круг околу мене, од она што можам да го видам традиционално како се почитува празникот, колку се слави во домовите, во семејствата, во фамилиите, кога ќе ги видам црквите колку се полни Така. за тој празник, кога ќе видам колку и на литургиите има луѓе кои што се причестуваат Така по великденските пости. Мене тоа некако- ме радува, тебе те радува? Ме радува, точно. Тоа е момент на заедништво, тоа е момент на заедничка традиција, моменти на Кој што мир, треба да на ја негуваме. спокој, на Година на љубов, година, на нови така е. почетоци, Така е. точно, и треба да се ја негуваме и треба да направиме се што можеме да ја пренесеме и на идните генерации и така во него. Елена, како изгледа Великден низ традиција и обичаи од твојата перспектива? Обичаиве, ги зборевме. Ајде добро, дали денешните генерации доволно чувствуваат вредноста на традицијата? Ево ова прашање. Искрено. Искрено, Не верувам многу во тоа, дека сме на добар пат. Сега која генерација? Младите, Ние како не, генерација не сме толку млади веќе. Ние не сме. Почитуваме и други вредности. Дефинитивно затекнавме и еден друг период кога навистина се почитуваат други човечки вредности. Денешна младина веројатно зависи од она како е воспитувана. Се тој воспитен процес, се што знаеме да си кажеме, се доаѓа од дома. Убаво ќе биде да ги воспитуваме и да ги научиме младите, децата наши да одат редовно. мислиш дека во црква. прифаќаат, ти ако не можеш да го учиш до утре са бајлен, ако не прифати, ако него тоа имплементира утре, ако не... Како нема да прифати ако е тоа негово секојдневие? Ако јас секојдневно на децата мои им кажувам за верата, дека треба да одат во црква и што означува тоа нивно присуство во црква, или ако не се во храм, како исто така да се помолат и да се однесуваат, што се однесува и до секојдневниот живот, еве и музиката кога е прашање. Ако јас дома не им пуштам на моите дечиња народна музика или квалитетна музика, како тие ќе препознаат? Јас секојдневно им пуштам. Да, ма јас многу пати знам да кажам, па и 10 Божји заповеди треба да се претекуваат во секојдневниот наш живот и животот на деца. Треба да ги учиш, нели? Не лаже, не кради, не врши прелюба. Има морални вредности, иако времето знаеме кај отиде. Ако им посветиме доволно внимание и ако секојдневно ги воспитуваме во тој правец, сигурно дека ќе има ефект. Но доколку практикуваме повеќе да се пред екран и на некој начин, ќе кажам, да си олесниме, да си олесниме. Па сега ние колку и да сакаме да ни признаеме на телевизија, кажи Стринко. Повели професорот Джокси грева рака да те праша. Да. Јас сум за воведување веронаука во училиште. Па нели требаше да се воведе веронаука? Не знам, имаше тоа бе нели Тоа 2007-2008 година имаше беше. како предлог, да. Да.
Меѓутоа не успеа затоа што претпоставувам дека многумина не беа изборен требаше, така да. Да, како изборен, да. Не беа многу упорни за да го спроведат тоа до крај. Мислам дека еве и во моментов со младите и со воспитувањето има еден клучен фактор, а тоа е нивното обкружување. И некако мислам дека во минатото се наметна една теза или едно мислење дека не е популарно да си верник, не е популарно да ја негуваш традицијата. Срамота е да кажеш да бидеш патриот, да ја слушаш онаа прекрасна наша народна музика која што имаме квалитетна, која што ден денес одекнува низ најразлични преработки и слично. И некако тој циклус придонесе малку повеќе младите да бидат оддалечени од се тоа што значи наша вера, наша традиција. Но сум некако повеќе одсигурна и чувствувам, барем или така мислам. За понатаму. Чувствувам и мислам дека има некоја промена во генерациите кои што доаѓаат. Би требало да се враќа музиката што е зборена преска, се враќа таа старата музика, поп кој што е свирена на пример од Дарио, од Ево Джокси, од Трајч, од Самарџиев, но не верувам дека децава, по младата генерација, зборам како ќерка ми, дека утре, други ден, ќе сака да го, можеби ова е мое мислење, дека ќе сака да ја пее, она ќе ја знае, ама дека ќе ја практикува и дека ќе ја негува Јован ќе за 20 години, Мија кој има 26, гласно, ама ја дома и пеам, па ја дома не слушам Продиджи. Ќе пее, не се секири. А мислиш дека со сите промени кои што се случувале кога нашите родители не воспитувале и не растеле и кога почнувале сите оние динамични промени, велеле децава ништо од ова што ние го пееме, го уживаме, нема да го знаат, тоа е еден циклус природен кој што мислам дека ќе продолжи и ќе зависи и од нас, од родителите, од семејството, но и од обкружувањето и од она што како општество го нудиме. Дај Боже, тоа е добра теорија затоа што например, татко ми, мајка ми што слушале, ја го слушам, татко ми ова песна слушаше, карикирам Арсен Дедич. Татко ми го многу слушаше. И јас сега кога Арсен Дедич ме потсеќа на татко ми такви некои, се збориме за македонско апсолутно тоа да. Дали можеше некоја песна пред да ги повикаме девојките од Max Models да постават некој прашање специјално за вас од Инстаграм, може некоја песна македонска?
Да, назад во студиото и морам да кажам дека денес убав ден, велики четврток, и морам да ги потенцирам нашите општествени одговорни компании без кои вечер по 8 немаше да биде една од највлијателните и најгледаните забавни музички програми или музичка емисија во македонскиот телевизиски етер. Земи пари, Петроил, Црво Експрес, Аутовелт, Аджико, Хоум Центар, Игротека Томи, Магнезиум Медикален спа, ресторант Цезарица, Мобилзон, автоклиника Фурка, Фокабо, кои што се грижат за мене, Оптика Визус, да не заборавив некој Промо Италија, Мик Свети Николе, и се надевам дека сите ги спомнав тие Море Мио, лакшари аутлет во Гевгелија, го кажа Фокабо Стринко, кој што е во Гевгелија и ги има најголемите брендови по аутлет цени. Max Models, најдобрата модна агенција. Во вечер по 8 со Миро Кацаров. Ајде Марта, доведи! Елена Лука ли на облекува? Елена Лука Мораме да ги облекува, спомнеме, да. убаво сте облечени. Благодарам. Зашто не ти текна, на пример, која глумеш Натали, да кажеш види ги девојки. На што ја у Елена Лука да се облечам. Не се зафркава еве. Добро, повели Марта со прашање одистено за нашите гости Марија Джокси и Елена. Би започнала со Марија Митева. Кога стоите пред јавноста, дали некогаш има моменти кога мора да кажете официјална вистина, што лично не ја чувствувате како целост? Прво, вклучена сум во процесите кога се носат одлуките. И ги разбирам во суштината, од почетокот до крајот, зошто е тоа така и не може да не се согласам кога ќе ги видите сите работи. Затоа што можеби кога ќе ја слушнете информацијата, ако не сте во текст со тоа што била причината за носењето на таквата одлука, како се заземал ставот, да, тогаш можеби ќе се запрашам, но во најголем дел од случаите сум дел од процесите при носењето, ги слушам, ги разбирам работите и верувам во тоа што го зборувам. Океј. Кој е најтежок коментар или критика што сте ја прочитале за себе и дали ве погоди како човек или под парол? Многу има такви, не можам да се сетам на една, сите ме погодуваат ден денес, сите ги читам и мислам дека не постои човек кој што ќе каже дека не го погодуваат. Што читаш коментари? Не коментари. Да не, ги читам релативно насоките во кои што се движи комуникацијата по определена тема. Не се конструктивни секако. Се консултирам со луѓе по завршена емисија или интервју, пресконференција и така натаму. 90% од луѓето не коментираат за тоа што го зборувате, коментираат за тоа како сте изгледале, дали било нешто погрешно наместено или не и не може да има конструктивна дебата. Иначе да, ме погодуваат како човек пред се, портпаролството е само позиција, јас сум таму Марија. Така е. Што е нешто што граѓаните во Македонија најчесто погрешно го разбираат за работата на владата? Дека брзо и не целосно издебатирано носи одлуки. Продолжуваме со Джокси. Која е најголемата заблуда што луѓето ја имаат за вас? Дека сум женско. Джина Папас. Да, Джина, да. Јако. Дали имало момент кога сте сакале да се откажете од се и што ве задржа да продолжите? Од се. Не сум имал момент да се откажам од било што да е, а не од се. Не сум имал таков момент. Секогаш сум се борел за она што го работам да го истерам до крај. Ако утре сите заборават на музиката, што сакате да остане како Джокси ефект кај луѓето? Емисиите за деца. Браво се. Ви благодарам. Дали некогаш сте помислиле дека традицијата може да стане на некој начин ограничување место предност? Тоа што јас работам традиционална музика, народна музика, во никој случај не би можело да биде ограничување за мене, секако дека ќе биде предност, затоа што тоа е еден културен начин како да се пренесе една
да кажеме, едно општество. Пред се македонски народ, македонска култура, духовна култура, материјална култура, сето опфаќа традиција, така што нема поголема величина од тоа да се представува традицијата на кој да е начин. Не може да те оспори, да те закочи и да те забави во ниедна работа. Кој настап или момент со танец ве натера најмногу да се гордеете? Ако може да издвоите еден нормално. Па многу настапи се во прашање. Во принцип ќе одвојам дека секој пат ми е привилегија кога ќе имам чест да отпеам државната химна на Република Македонија. Сум имала многу такви прилики како дел од танец, како солист на танец да ја испеам химната и оваа песна, да кажам, е една која што со голема гордост и голема чест ја интерпретирам кога и да е, каде и да сум. Ви благодарам многу за убавите одговори на принципот. Благодарам, Марта. Текнели да даде напол со бубање. Добро, имаме сега вакво поклони од нашите спонзори за нашите драги гости. Да, од нашите генерални спонзори и верни поддржувачи на Вечер по 8 со Миро Кацаров, Земи пари секогаш со нова промоција. Најнова понуда од zemipari.mk, потрошувачки кредит од 6.000 до 160.000 денари со грејс период, дами и господа, до 60 дена. Грејс период до 60 дена, достапен потрошувачки кредит. Како што кажав, овој модел на кредитирање е прилагоден за секој или за секојдневни потреби, планирани набавки и лични проекти што бараат на време на поддршка. Да, Црво Експрес повели, не дозволувате било кој да ве вози, станува збор само за недобрите, мене ме возат само недобрите, Црво Експрес ме вози и ме шета. Имав и лично искуство, бидејќи моите родители беа заедно со Црво Експрес во Италија, помина одлично, еве, ви кажувам најискрено, затоа што се си кажува на телевизија и се многу задоволни и затоа најдобрите, како да кажам, патување се со нив, имаат одлични понуди за 1 мај, а бога ми и за цело лето имаат одлични понуди во Грција, во соседна Бугарија, патуваш удобно, сигурно и брзо. Имаш убави великденски подароци од нашиот спонзор Джико Хоум Центар, дома за вашиот дом, што верувам ќе се најдат. И Аджико Хоум Центар е пријател на вашето домакинство и вашиот дом и градина. Аджико се наоѓа во Скопје, во Рамстор, Штип, Команово и Гевгелија. Да ги поздравиме нашите спонзори Игротека Томи, кои што секој роден се памети. Во Томи се спојуваат игрите, забавата и елегантниот амбиент за совршена прослава. Нема мали големи во Томи, малите се многу нормално во Игротека Томи, а повозрастните се во кафе бар Томи. Има само еден проблем. Закажете си термин во кисела вода во Томи, бидејќи е презафатено затоа што се најдобри, а вие го заслужувате тоа, бидејќи сте моја верна публика. Кога телото и умот, како на мене, ви бараат пауза, дозволете си го недоброто магнезиум медикален спа во Виница. Термоминерални бањи, богати со магнезиум, сауни, парни бањи, турски јавам релакс соба, сето може да го најдете таму. Ресторан Цезариц, таму се храниме. Кога сакаме да сме надвор од Скопје, во таа од гужва, од метеж, од многу луѓе, најдобра храна, Стринко, ти беше со мене, само ништо не пиеше, најдобра храна, најдобра услуга, атмосфера и забави петок и сабота со македонски музичари и македонска музика. Морам да ги поздравам Мобилзон, кои што ги имаат сите мобилни телефони и имаат iPhone 17 Pro Max, имаат старо за ново, имаат све што ви душа сака. Оптика Визус се грижат за мене, за мојот вид. Оптометарски преглед, дали ти е потребен? Мене? Да. Не. Тебе дали ти е потребен оптометарски преглед во Оптика Визус? Па ношари носеш. Така да се прегледаш. Имам ваучер. Можеш да се прегледаш озборно. Имам личен доктор. Елена? А ваучер може би ќе ти се најде. Мене не ми треба, меѓутоа на мојата мајка е. Еве повели. Супер. Еве повели. Па ако тај дај за комшиката. Еве повели, не. Имам само два, ми беше многу глупаво. Еве, уште еден бесплатна проверка на диоптрија од Оптика Визус на улица Македонија и Максим Горки. Мик Свети Николе од 1960 година, местна индустрија. Македонски бренд кој што дефинитивно вкусот и традицијата се спојуваат. И викаат прсти да излежеш, така? Не се јаде така зборите, да, добро. Автоклиника Фурка. Знаеш, колата ти е
лудило, Абе, имаш мене доле, ми тебе не ти. има доле фанови кои што цело време не имаат либеро, му пишуваат срциња и кога треба да се тоа исреди, да се направи во најдобар ред, автоклиника Фурка го прави, да не забравите него ќе ни се најде. Промо Италија ги спомна, Фокаба ме облекуваат, и ви на мојата значи се кажавме така. Аутовелт, да, возам коло таму, гледаш како знаеш. Оп, 1, 2, 3 и ајде во студио, мојот омилен шибени Црво Експрес. Повели, брат. Што те мачи увај? Миро. Што правите бе позади овие? Што правите вие позади? Тепат сте, што правите? Повели. Знаеш дека ја не знаеше. Добро. Зашо? Зајако е попопуларен од кокошката и за Великден го стават него со јајца. Дека бе зајци има, да. Зајак од да бе кокошка нема. Знаеш зашо? Не. Оти кокошката нема своја маркетинг агенција. Демек зајако имам. Добро, окей, еве од сега ќе го знам, а лето 2026 заедно со газата на Црво има Сончев брек на Север за 70 евра. Јули 26 непарна дата, во август 26 парна дата за 70 евра повратен билет. Појагање од 13 градови во Македонија, бидејќи сме на национална телевизија, значи го има буквално низ цела Македонија Црво Експрес, кој што датира од 1992 година. Исто за лето 2006 година, како што кажав, карикратија, флогита, неа модања, неа потидеа, калитеа, кривопиги, полихроно, ханјоти, пефухори за 50 евра повратен билет, организиран превоз 8 или од 8 градови, секој петок, сабот и недел. Значи Македонијо, Црво Експрес ви осигурано цело лето. Ти благодарам, те поздравувам и убави празници. Драги мои, ова четврточна вечер ќе ја завршиме со една многу убава песна, која што ќе ми ја отпее по моја желба Либеро Бенд. Ќе уживате во музиката и песната отпеана од Либеро Бенд. Дами и господа, македонски народе, сакам да ви кажам дека следуваат најубавите празници. Останете мирни во душата, имајте спокој во душата. Ширете љубов, верувате во Бог, молете се за подобро утро. И да се гледаме од понеделник сите заедно со едно нешто. А во сабота навечер сите заедно да го практикуваме, се извинувам, Христос воскресе, на вистина воскресне. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Ви благодарам што и вечерва, на овој убав Велики четврток бевте наша верна публика. Се надевам дека емисијата немаше толку джева, имаше убави муабети за Великден, имаше убави песни. И верувам дека така и ќе остане на Алфа. Биете на вистинска телевизија. Да поздравувам до следно видување и убави и среќни великденски празници. Поздрав! Vratata aman pordata da ti vidam belo lenče lice to aman lice to da ti vidam belo lenče lice to, aman lice to.
Јас не можам, мило пиле, да стана, да ти отворам. Легнала ми стара мајка на уста, ама не заспала. Легнала на уста, ама не заспала. Нема назад, нема назад. Ќе си ги зем. Ја замисли бело ленчено жици, ама на макази. Па пресечи бело ленче фустано, ама на фустано. Pa preseći belo lenče. Nema bolje.